Во денешното издание на Ексклузив ја имаме хуманитарката, активистка, актерка, пред се прекрасен човек кој што изобилува со неверојатни приказни кои што денеска ќе ги сподели исклучиво за нас. Добри ни дојдовте, Јасмина Поповска, во Ексклузив. Најпрво би ве прашала дали знаете вие од сите овие работи кои што се зборуваат за вас, да потенцирате и да кажете која е Јасмина Поповска? Јасмина Поповска е актерка, вработена во Македонскиот народен театар. Ја имав таа среќа да веднаш после завршувањето на студиите бидам побарана за вработување. И тоа некако беше логичен след на нештата, затоа што работев таму уште од првата година на факултетот за драмска уметност. Кога веќе ја започнуваме темата со актерството, бидејќи навистина вие изобилувате со многу теми кои што би можеле да ги опфатиме денеска, која е вашата најдрагоценна улога која што досега сте одиграле? Смитам дека ни еден актер, па дури ни јас, не можеме да одделиме која е најдобра, најдрагоценна улога. Сите улоги се наши деца, наши бебиња, наши чеда, кои ги создаваме до финален производ, кои го представуваме пред самата публика. Еве можеме да го опфатиме делот со тоа што која е она улога која што вам ве осликува како личност, како карактер, некоја што ви е најблиска до вашиот дух? Во принцип ја имав таа среќа, но си ја земав и привилегијата за да бидам селективна во изборот на улогите кои ги толкувам. Така да за мене се провокативни и се голем предизвик улоги кои на жени ликови се една сложена, специфична, емотивна и психолошка содржина. Значи, жестоки ликови на жена. Кога се зборува за темата емоции, мене ме интересира и еве воедно и актерите, дали постоела некаква ситуација каде што ви се додворувале, се давале самите актери за право да ви пристапат, да ве почестуваат поблиска на поинтимен план? Јас такво искуство немам или не сум дозволила. Затоа што пред се професионалноста за мене е приоритет и некако невкусно е, неетички да колегата, злоупотребувајќи ја својата професија и улогата, ти ја искористи за поблиску доближување подалеку од она што е договорено со режисерот и меѓу нас. Значи не. Мене ме интересира, еве вие сакате навистина да патувате, вашата огромна страст е патувањето и имате безброј искуства и приказни кои што верувам дека и на самите гледачи ќе им станат многу интересни, можеби од една страна ќе ги мотивираат и тие да одат на некои познати места каде што се снимале такви холивудски филмови, па и тие тама да го испијат своето кафе. Да, патува многу секогаш. Убаво е секој да патува и ја мислам би препорачала да секој граѓанин кога има можност да оди да патува, да посетува секакви места, затоа што самото патување по себе е патување и низ себе. Запознавање на многу култури, на нивната архитектура, на нивната историја, на културните наследства, музеи и така натаму. Но јас како актер, зашто е за мене тоа возбудливо, ако се најдам на некои локации, каде што се снимале тие врвни холивудски филмови, некои били номинирани за Оскар, некои и добиени имаат Оскар. Така да, за мене како актерка тоа е возбудливо. Значи, не значи дека тоа ќе биде подеднакво возбудливо како и за некој човек кој не се бави со мојата професија. Јас имам впечаток дека вие сте навистина стрекна личност. Не само што ова го кажувате досега, туку и со сето на кое што стоите зад тие активности, ова го кажам впрочем за хуманитарните цели и за нели што сте дел од самата организација со деца без родители. Тука би сакала повеќе да знам за вас и каде е вашата улога.
Јас сум истакнат член на Lions клуб, Дистрикт 132. Lions клуб не е Lions картичка, него е Lions клуб, кој се бави сериозно со хуманитарни активности, инаку главната канцеларија во Чикаго. И негде тоа пред 100 години формирана и тоа од жена, особено за скрининг, рано откривање и рано лекување на деца со попречен вид. Се разбира и возрастни, но фатени е таа целна група од најмалата возраст до тинеџерскиот период. Вие навистина не стопливте со сите овие содржини кои што ги изброувавме денеска во изданието на Ексклузив. За крај би ве прашала колку вие следите шоу бизнис, па да не советувате на тоа поле, можеби нешто што имате вие досега искусено, да го кажеме и да го заокружиме денешниот разговор. Шоу бизнисот не е како. Тука треба да бидеш доста упорен човек. За се треба да бидете упорни. Прво да верувате во себе. Да се што ќе се фатите. Самата верба во себе, само довербата, тој 50% веќе поедноставен начинот за да можеш да дојдеш, да допреш до проектот, да го реализираш и да го представиш пред јавноста. Многу голема упорност, верба во тоа што го правите, работа на себе и да не се замарате со задкулисните игри. Оставете ги тие се задкулисни игри. Бидете вие напред на сцената. И да тие што го очекуваат тоа да го видат од вас. И направите ги стрикни со тоа.